Почитувани граѓани, почитувани медиуми, ако Христијан Мицкоски мисли дека со игнорирање на жртвите во трагедијата во Кочани и нивните семејства, Македонија ќе заборави, мора да му порачаме дека се лаже. Сада сама нема да дозволи да останат неказнети оние кои дозволија на Македонија да и се случи најголемата трагедија во поновата историја. Доволно време помина, институциите не си ја завршија својата работа, институциите на прогонот се заложници на Христијан Мицкоски, кој од првиот ден ја попречува истрагата за пожарот во дискотеката Пулс, за да се спаси самиот. Обвинителството и Мицкоски мора да одговорат зошто досега не е покрената истрага против актуелната началничка на ОВАР Кочани, Марија Цветковска-Маневска, во моментот кога се случил пожарот. Марија Цветковска-Маневска, почитувани, е личен избор на Панче Тошковски за началник на ОВАР Кочани уште во техничката влада, што значи дека таа е на функцијата повеќе од една година пред да се случи трагичниот пожар во Кочани. Зошто Марија Цветковска-Маневска не одговара за затворената врата во дискотеката Пулс, постапка која скратила драгоцени секунди за спас на многу животи? Како е можно, како началник на ОВАР Кочани, Маневска да нема информации дека е издадена и се спроведува наредба спротивна на стандардната оперативна процедура во секторот на ОВАР со кој самата раководи? Дали и таа, како и Драган Казак Петрушев, е заштитена само затоа што е член на ВМРО-ДПМНЕ и има фотографии со поранешни актуелни функционери на ВМРО-ДПМНЕ? Дали е точно дека одговорниот за реонот во Кочани, во кој се наоѓа дискотеката Пулс, неколку месеци пред пожарот испратил службена белешка до своите надредени, меѓу кои Марија Цветковска-Маневска, дека дискотеката работи спротивно на законите? Ако Маневска добила ваква службена белешка, зошто не постапила и не ја затворила дискотеката пред да се случи трагедијата? Дали е точно дека додека горела дискотеката, одредени полициски службеници не биле на висина на задачата, меѓу кои началничката Марија Цветковска-Маневска? Дали Христијан Мицкоски лично ги штити овие луѓе од страв дека доколку станат дел од истрагата и против нив се покрене обвинение, истрагата ќе доведе лично до него и до неговите најблиски соработници? Дали Мицкоски ги штити овие луѓе за да не се распадне неговата параполициска и мафијашка структура во рамки на Министерството за внатрешни работи? Обвинителството мора да одговори зошто нема обвинение против овие луѓе? Дали се мета на уцени или можеби станува збор за тргување со влијание? Ништо, почитувани, нема да ја сопре вистината за трагедијата во Кочани. Кочани ја заслужува вистината, Македонија заслужува правда за сите невини детски животи згаснати поради институционална корупција. Ви благодарам.